Добро. Колку сме, толку сме. Оние кои што пристигнаа и се сместија, ви посакувам добре дојде. Оние кои подоцна ќе ни се придружат, исто така се добре дојдени. Меѓу кои и од публиката ќе имате можност подоцна, како што и на претходниот панел беше, да го изразите своето мислење, односно да поставите прашање. Околу техничките работи, значи овој панел се однесува на тоа дека преку социјална правда до подобра живејачка е темата која што е дадена на говорниците кои ќе имаат своји излагања во текот на овој панел. Околу техничките работи и на ова се однесува особено на говорниците во првиот дел. Секој од вас има по 5 минути за своето излагање. Не знам колку од вас имале искуство со мене, ама да си знаете дека се држам строго до минутажата, така што 30 на секунди пред завршувањето на 5-тата минута ќе ви дадам знак и единствената можност за завршување на својата мисла е дополнителни 30 секунди плюс, за да можеме да бидеме ефективни. И публиката се разбира да го почитува тоа. Ќе одговарате директно на оние теми за дискусија кои ќе ги најавам сега, за да може во едно општество како што е нашето, како што сме стигнати до ситуација да граѓанскиот сектор има многу различни ставови, а сепак целта да е една и да може да се донесат речиси ставови кои што би биле позначајни и поиздржани од секој аспект. Токму затоа се организираат овие панели и од тука треба да произлезе проглас кој што ќе направи своевидно единство во размислувањата и во развојот на Република Македонија, но се разбира и дополнително да се потпомогне од аспект на граѓанскиот сектор, на невладините организации во однос на побрзото решавање на општествено или правно-политичката криза во која што се наоѓа Република Македонија. За тие дебати кои што се водат по социјалните мрежи да добијат свое единство, токму затоа и се организираат ваквите панели од страна на граѓаните за Македонија. Преку социјална правда до подобра живејачка, она на што говорниците треба да се фокусираат, а меѓу вас и присутните во публиката во однос на своите прашања, од кои што замолувам кога ќе ги поставувате, доколку имате свој коментар, да го направите тоа да биде многу кратко, да, дел од публиката веќе и знаат од претходни дебати, а истовремено прашањата кои ги поставувате, доколку имате повеќе од едно, нека бидат максимум 3 оние кои што ви се најважни вам, да ги поставете ги одеднаш, говорниците ќе си ги запишуваат таквите прашања и одеднаш ќе одговараат во своите излагања и да бидете концизни и прецизни без дополнителни објаснувања во склоп на прашањето. По првите 4 говорници ќе имаме блок прашања и потоа уште 3 говорници со исто дополнителни блок прашања од публиката. Преку социјална правда до подобра живејачка, главните прашања кои што се поставуваат се кои се критериумите за квалитетен живот и подобра живејачка, зашто треба да се трошат јавните пари, како да избегнеме банкрот на државата, како до нови и достоинствени работни места и кои се обврските на државата во обезбедувањето социјална правда. Мора да се знаат неколку работи тука, дека до декември, заклучно со декември 2015 година, Македонија го достигна својот рекорд во вкупниот јавен долг, односно 47% од бруто домашниот производ или 4,2 милијарди евра вкупен јавен долг. Дополнително околу 1200 евра должи секој граѓанин во Република Македонија. Зборуваме и за оние кои во овој момент сега се родиле и веќе должат на државата. И најголем дел од кредитите кои што се земаат од страна на граѓаните се токму потрошувачки кредити кои што граѓаните веројатно ги трошат за подобра живејачка. Затоа и се поставува прашањето за тоа како преку социјална правда до подобра живејачка. Говорниците во редослед како што се седнати од лево од мене, од лево кон десно ваше, Душко Груевски, представник на За нас се работи од Битола, потоа Дона Костуранова од Младинскиот образовен форум, Јасминка Фришчич, ЕСЕ, Сдружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, Борјан Ѓузелов, Македонски центар за меѓународна соработка,
А потоа во излагањата по првиот блок прашања ќе продолжи и вториот блок на говорници. Бранимир Јовановиќ, аналитичар, Абдулменав Беџети, универзитетски професор и Петар Гошев, поранешен гувернер, министер и пратеник. За да не должиме многу, би сакал веќе во овој дел да ви го најавам и првиот говорник, кој што ќе се осврне од негов аспект за тоа што зборуваме денеска. Душко Груевски, повелете.